Беше тоа на 3 јули 1881. Под притисок на Велика Британија, Османлиското царство ја потпиша конвенцијата со Грција, со која Грција ги доби Тесалија и делови од Епир. Беше тоа на 3 јули 1904 кога во обраќањето до рускиот представник Петрјаев во цивилното агентство кое посетило Македонија, војводата Апостол Петков, наречен Енидже Вардарското сонце, пишува: "Зарем македонецот не е човек да живее слободно? Зарем македонецот не е слободен да го дише чистиот воздух и да му се радува на слободниот политички живот, како што му се радуваат слободните народи? Македонецот е веќе уверен дека се дури се наоѓа под турчинот, ништо сигурно нема за него. Тој не е сигурен во својот живот, не е сигурен за своите мили и драги дечиња, за честа на жената и на своите ќерки, за својот имот. Таа несигурност го натера македонецот да го земе оружјето в раце и да се бори со турчинот. Тој не жали што ќе умре од куршумот на непријателот и е спремен да го прави тоа се до денот на неговото ослободување. Тој веќе не се плаши од непријателот, дури ни од една европска окупација на сметка на неговите национални интереси. Што има полошо од тоа човек да се реши да умира? Таквите луѓе може ли нешто да ги заплаши кога се тие веќе спремни да умрат? Жално е, пред очите на цивилизирана Европа, македонецот и понатаму да робува. Нека крвта на тоа невино население и понатаму се лее пред Европа. Нека се вршат и понатаму турските зверства пред очите на европските конзули. Нека тие ги бранат и понатаму интересите на турчинот на сметка на невиниот македонец. Посочетенија правдината, каде и кај кого е, напиша војводата Апостол Петков на 3 јули 1904. Беше тоа на 3 јули 1908 кога со излегувањето во илегалност на командантот на турскиот гарнизон во Ресен, Ахмет Нијази беј, со неговите единици, почна младотурската револуција, бунт за воспоставување уставен режим во Турција. Носители беа представници на турската буржуазија. Најсилен подем младотурското движење имаше во Македонија. За 10 дена султанот беше сменет од власт и во уставот беа внесени одредби кои значително ја ограничуваа султанската власт, а младотурците влегоа во владата. Кон младотурците се приклучија и македонските револуционери на чело со Јане Сандански, Тодор Паница и Христо Чернопеев. Наскоро востанието се проширило низ цела Македонија. Битола била заземена на 22 јули и при тоа биле ослободени сите политички затвореници, македонци и албанци. Настанало општо збратимување меѓу довчера закрвените народи. На 22 јули до султанот е упатен дводневен ултиматум да го врати уставот, а на 23 јули во Солун избувнуваат масовни демонстрации организирани од младотурците, на кои учествуваат околу 30.000 луѓе. И во Солун биле ослободени политичките затвореници. Под притисок на ова масовно движење, султанот на 24 јули 1908 го обновил уставот од 1876 и распишал избори за представнички дом, Меджлис. На изборите кои се одржале есента 1908 како представници на македонците во Меджлисот се избрани Тодор Павлов, Панчо Дорев, Христо Далчев и Димитар Влахов. Беше тоа на 3 јули 1949 кога во Скопје во Македонскиот народен театар е изведена премиерата на операта Продадена невеста од чешкиот композитор Беджих Сметана под диригентство на Трајко Прокопиев. На 3 јули 1992 година Собранието на Република Македонија донесе декларација со која го отврли делот на декларацијата за поранешна Југославија на Европската заедница донесена во Лисабон,
на 27. јуни 1992 во која се условува со името на Република Македонија. На 3. јули 1918 година умрел Мехмед Петти, султан на Отоманската империја. Неговата посета на Македонија во 1911 година е овековечена во два кратки документарни филма од браќата Манаки: Турскиот султан Мехмед Петти Решат во посета на Битола и Турскиот султан Мехмед Петти Решат во посета на Солун.